Срđan исклучително ми е драго што си тука, што и од приватни причини, од затоа што еве за оние што не знаат, може би и Ноци не знае, практично ќе го прескокнам оној дел кога сум била дете, па ми имало на МТВ, пошто друго немаше, ама ти како да знаеше, па некако ме издетектира и со тебе јас практично си ја прифатив судбинава да горе-долу од тој момент кога го работевме спотот Open Road на Владко Стефановски, се им се враќав на медиумиве и еве ме тука. Да, не преста. Да те зезна случајно. Па не си ме зезнал, ништо, никак се као себе што може да се зезнаме никој. Не, се зезнам. Да, добро. Мислам, да, убави времења. Беа, ти вика многу интересно што преска почна да го збориме на тој мојот нешто расчистував по дома, подрум дом, ово, не ги најдов VHS касетите од спотот. А сакав да го видам, и не можев да го видам, пошто претпоставав дека, знаеш, гледам, Владко Стефановски би требало да има негови спотови во секој случај на YouTube, негде да ги видим. Гледам го нема. И требаше да најдам варијанта кај да најдам од бета да се префрли на електронски, па да. Од кое време доаѓаме? Да, од прилike, да, пошто ја најдов бета касетата кај што го имам спотот. Памтам и кај е монтиран и кај го снимавме и така долга приказка тоа, али многу убава приказки, многу добар спот исправна, мислам, баш сум задоволен. И храбар така да тој што него виделе на YouTube Open Road Владко Стефановски. Тоа е почетокот на неговата соло кариерата, убаво. Прв албум, соло албум негов, ми се чини дека така. И не, убава историја. Така, убава историја, ама историја која што не потсеќа всушност дека динамиката на ентузијазмот во тоа што сакаме да направиме, како сакаме да изгледаме и светски и да ги пратиме сите оние трендови и да бидеме можеби подобри, пооригинални, постоеше. Јас нешто ќе ти откриам што ти не знаеш, но и постоеше професорка во Јосип Брос, која што барем ја исклучително ја почитував и секогаш тебе те укажуваше како пример и како умилен ученик во Јосип Брос, а тоа беше Гоца филозофија. И гледано од ова да, она беше една неверојатна жена, тоа сега и го потврдувам после 100 години, која што секогаш тебе те даваше како пример. И мислам дека не сгреши, бидејќи тогаш ти си бил средношколец, а еве си денес кој што навистина си мултидисциплинарен во секој поглед и не случајно си седна тука, бидејќи мислам дека низата ќе ја заокружиме на оние луѓе за кои што сакаме да зборуваме колку е културолошки проблемот со она што ни се случува. А нам ни се случува се, освен фини нешта, култура и она што барем светот, иако глобално личи дека оде во погрешна насока, неле, на секаде исто ќе слушнеш, сепак не е така. И тоа го раскажат и во присуство на моите колеги долу, дека сепак не постојат отстапки кога треба да се даде простор за култура. Да. Морам да се вратам на Гоца. Многу ми е драго што спомна, пошто стално ја зборувам дека беше прекрасен професор, а не се сакавме. Ич доручавме тоа. Многу бев мукараница. А тоа ја правеше можеби револуционерна, кој што знае да детектира срлево. Да, али сам да кажам, тоа е многу важен пристап, образование се вика. Значи, поготово од оваа перспектива денес кога го гледаме светот, кај што ти за да научиш за било кој филозоф можеш да отвориш интернет и да знаеш за 5 секунди све за него. Меѓутоа, не може да можеш да научиш, не можеш да бидеш образов. И Гоца беше од оние професори што знаеше да те образува. Колку и да тоаш можда не сум сакал да го признавам и сме имале војна и така натака меѓу нас, она беше човек со кого ти можеш као со другар да правиш море. И тоа се, знаеш како, тоа е темел на некоја школство, образование. Дали го имаме ние сега тоа, не знам, не можам да го детектирам. Искрено сега имам 2 деца, не можам да, и не е дека не знам, и прилично сум задоволен и од децата, и од тоа како се образувани дори. Меѓутоа, прашањето колку ќе... Добро е што случајно почнавме, сосема случајно почнавме од образование, пошто е важно. Колку воспитуваме и образуваме луѓе за да понатаму остане нешто што ќе биде
добро, вредно, квалитетно и ќе не одржи во суштината да постоиме за да стигнеме до ова што сега ти го кажа, кај иде светот. И пошто ние за жал се разликуваме е што нема баланс меѓу нормалноста и оваа ненормалност што ја гледаме сега на целата планета. Нормалноста кај нас заврша многу брзо, многу кратко и ние сме во една имплозија на примитивизам и на антиинтелектуализам, дека она што вреди или се откажува или бега. На крај може да остане многу тажно. И се уште има некој залет, пак гледам од луѓе кои што сакаат тоа да биде во ред, кои што сакаат да остане некоја бар некоја нешто од нешто здраво ткиво, не цело канцерогено да биде. Меѓутоа прашање колку ќе остане цело тоа време со оглед на тоа што едноставно не ти е дозволено да го работиш тоа што сметаш дека треба да биде сработено, што е твоја работа, што е професионално, не зборуваме сега за друго, него чисто професионално да исполниш својата, не знам, цел зашто која си дојде на планета, тешки збори. Вака се не случајно го спомнав и како изгледаше оној прв контакт кога ти беше на некој почеток, тогаш дали ги заврши студиите само или како беше? Да, само што ги заврши студиите. Не, за спотот го збориш. Па да, зборувам за пристапот, односно како ние функциониравме. Тоа мислам дека денеска функционира некако поинаку и како барем јас има некој ентузијазам, но кој што е, слободно ќе кажам, оставен така сам, па си лепди некаде и не дава никаков печат на тоа што може да биде новата потенцијална сила, како што бевте вие цела една генерација. Значи, јас убаво се сеќавам на една плејада луѓе, како што се и Коџабашија беше во друштвото, и Дејан Дуковски, и гротото кој што имавте огромен ентузијазам. Ја на ентузијазмот се сеќавам. Дали тоа денеска го гледаш со оглед на тоа што ти си како низ својата кариера и како театарски, филмски режисер си во контакт со новите генерации кои што доаѓаат и ти се чини ли дека еве постои таков ентузијазам кој што би менува? Знаеш како? Имав нели се едно интервју и тоа случајно го заклучив дека уметноста е постара професија од најстарата професија на планета Земја. Дали денеска се поврзаа во едно? Тоа е друг муабет. Дали денеска или било кога, тоа е исто големо прашање, од време на кога сакаш. Значи, тие се поврзани цело време заедно скоро. Најверојатно, гледај, земи го Молиер, земи го Шекспир, земи ги сите уназад, тука нема муабет, вајде и затоа се толку стари, пошто се квалитетни. Двете професии. Не беше тоа муабет, знаеш, тоа е потреба која што ти мора да ја правиш, независно дали е системот и така дале, независно од ентузијазмот и така натака, проблемот е што ќе остане проблемот. Ние немаме проблем, ја мислам дека има прекрасни деца, 100 пати подобри од мене. Искрено ти кажам. И како уметници на било кој, и во рок-н-рол, и во театар, и дури во филм, кажам дури во филм затоа што многу ни се скромни потенцијалите тука. Сакам да кажам, и човечки и секакви, и финансиски да не зборуваме. Меѓутоа дали тие луѓе ќе остават тука нешто и дали ќе останат? Ако не може да останат, нема да останат. И обратно, така. Така да од тој контекст, значи таа енергија нема што ако почнеме да ги бркаме тие луѓе, ако почне да се празни тој, односно ако се случува таа имплозија преска, што ја кажав, кај што се исфрла све што е како странно ткиво, она што е добро, ќе остане само канцерот. Канцерот ќе сите сам себе ќе престане да постои. Ќе умреме, сакам да кажам. Мислам, ќе умре тоа ткиво, знаеш. Едноставно така ќе заврши работата, што е за жал трагично или тажно, ама не гледам дека некој има минимална одговорност према тоа да се обиде да го задржи, спаси и така натака. Ке почнеме од театарот, значи ако почнам фактографски, нема да има крај со оглед на тоа што навистина имаш работено на многу представи и она што е особено важно и многу награди кои што не се само во рамки на земјата, туку и надвор од земјата. И сега кога ќе се навратиш низ своите почетоци, па се некаде до сега, еве каква промена трпи театарот во нашата земја во смисла на однос, како изгледаше некогаш, сега еве за оние кои што можеби само слушаат за некогаш, но немаат представа.
Ова е добро прашање, не зашто, на пример, ја кога почнав да работам представи, мислам тоа е многу одамна, оса не влагаше во театар, да бидеме реални. Оса, мислам како репертар завршуваше у март месец, мислам, сезоната. Од друга страна па имаше многу добри представи. Исто така зборам во баш во некој период од 90-ти, знаеш. Кој што има успех или игра малце подолго, за разлика од тоа што театарот е полн. На пример, во последниве 10 на 15 години најверојатно да. 15 може да не, меѓутоа 10 да. Што е одлично. Како податок. Дали се представите па толку добри, исто е големо прашање. Зошто публиката е доедена, зошто не можам точно културолошки да одговорам на таа тема. Али во секој случај мислам дека не е така, дека со тоа што има публика веќе многу поважно. Колку повеќе публика, тоа е многу побитно за театарот. Дали е така, има многу теории, не би навлегувал на така зашто е тоа така и како е. Меѓутоа мислам дека има се уште една што е многу опасно. Има една многу по-затворена естетика, по-прилагодлива и премногу политика. Зборам нека ситно политиканство, ситна политика во театарот, која што нека го гризе и го растура премногу повладување, односно мислење дека се повладува на публиката. Публиката тоа што ќе го дадеш, ако е квалитетно, го сака. Независно кој да е. Така да, таа политика, пак мислам дека прашање на некоја дури ситно политиканство, меѓутоа и големо незнаење, како да се извози цел репертоар како што треба, за да се има стабилен, јасен концепт и визија што се прави. Така. Не сакам да зборам примери, пошто стварно ми е преку глава од примери, ама гледаме многу абсурдни ситуации, мислам, и за фестивалите, и за представите, и за репертоарската политика и така натака. И сега зошто тоа се случува? Пак заради уметниците. Зошто е сепак подобро, е пак заради тоа што луѓето знаат како да произведат нешто што е вредно. Прашање дали само ќе трае. Тоа ми е проблемот. Го спомна образованието и театарот е дел од образование, особено за најмладата публика. Ние го имаме театар за деца и младенци, токму ти со представата и убавата приказна Нели Зрното, Грашок и принцезата, не само што имаше успешна представа тука, туку ти доби и награда во Италија за истата. Па не, таа не знам кај се нема добиено. Мислам ке живееме во фестивали. Да, јас Италија ќе почнеме од неу, да. Пошто на новите генерации им звучи можеби најпривлечно. Па не, мислам многу награди има, стварно не може да ги наброиш. Тоа, значи сепак е валидирана и постојат многу награди. Дали сметаш дека можеби од тука треба да се почне? Со оглед на тоа што твојата представа не случајно доби награди, а се обраќаше кон публиката која што културата тоа што го прави театар за деца и младенци е многу херојско дело и значи од почетокот како почна до ден денес некако успеа да собере екипа која што е многу стабилна, многу силна, точно размислува, одлични актери и нема театар. Пошто они играат представи у бивши ресторан. Тоа само доволно кажува за оно што зборевме за, како пример, пошто не сакам сега други примери да, за односот према тој театар. Тој театар има воспитано илјадници, што може да се повеќе од илјадници деца, стотици илјади деца, со неоспорен квалитет. Не сакам да зборам за мој, секогаш ми е проблем кога треба за себе да зборам и за мој представи, што звучи малце како да се фалам, нели? Меѓутоа тој театар знаел да препознае секогаш и да го направи тоа што треба да го направи. И едноставно немаат сала. Немаат каде да играат представите. Што е доволен показател на што зборуваме. Имаме и нови театри кои што воопшто не им е добро со оглед на тоа што не издржа во однос на времето и временските непогоди, па така да навистина публиката е приморана да
чекај или да се реставрира, да се оправи и поправи. Не реставрира, да се поправи. Да. Нешто што е ново. Каков е предизвик да се поставува представа кај нас кога условите се онакви какви што се? Еве, во однос на ова што го зборувам. Да почнеме од почеток. Знаеш како? Театар нит му треба сала, нит му треба, театар ништо не му треба. Не му треба ни режисер, дури ни ја не му треба, искрено. Театар се глумци, знаеш. Не им треба ни писател, ако се глумците добри, не им треба, тоа по пат се створило, да. Али не почнало така, сакам да кажам. Може да имаш театар буквално без ништо. Што е предноста на театарот? Знаеш, за се друго ти треба барем нешто. Театар скоро ништо. Мислам, може да направиш и без ништо, сакам да кажам. Меѓутоа, неодговорно е ако имаш држава која што инвестира во театар, мислам, која што изградила згради и така натака, од внатре да се, мислам, немаш стано да си го руинираш сам за себе, така нема логика. И тоа создава многу други проблеми. Значи ти почнаш влагаш во театар како уметник, а по пат се бавиш као администратор и бюрократа со будалштини. Небитни работи, мислам, со работи кои што не ти се. И тоа ти одзема енергијата, времето. Дали тоа значи дека сте нисти маки како просветните работници кои што се повеќе се занимаваат со администрација? А не, проблем е што ние сите се бавиме со све освен со тоа што треба. Добро. Знаеш, глеј, било кој настан земе го. Буквално било кој, секој ден што не се случува, така. Во моментов има инсулинска криза. И сите се треба да ја решиме инсулинската криза. Не е моја работа тоа да го решам. Така, например, зборам. Значи, не треба секој да има мислење за се. Но луѓе што се платени за тоа и треба да се реши проблемот. Ние цело време се случила сообраќајна несреќа. Цела држава покушава да го реши проблемот. Ние не платен данок. Цела држава се бави со тоа. Не може сите да се бавиме со се. Оти никој после не се бави со тоа што треба да се бави. И тоа е голем проблем, знаеш. Мислам, не знам, затоа не функционираат работите, затоа што сите треба да се бавиме со, значи ти излези од дома до доле, до фрлање до канта за ѓубре, ти не можеш да стигнеш до кантата за ѓубре, затоа што има 100 коли паркирани. Така. Значи не, знаеш. Јас секој ден излегувам од, знаеш, дали со точак, дали со кола, дали пешки треба да излезам од мојата зграда. Да, цела улица, а не е било која улица, Орц Николов, цела улица е блокирана од 3000 коли и само чекаш некој да туди. Кој да го реши тој проблем? Ја ќе го решам, ама не можеме ние све да, мислам, знаеш. Ние сме секој ден дека културата и уметноста создава фина роба, односно општество кое што се култивира. Еве, така да кажеме. Тоа е целта. Тоа е целта, тоа е не е да некој филозофира и не е некој да се прави важен, вака примитивно ќе ги сублимирам во еден збор, ама тоа е нели што најчесто се случува, дека всушност и уметноста, она што е уште ужасно, не носи пари. Значи, кај нас некако се изматериализира до тој степен да, ако не е брза пара, не носи брзи пари, најверојатно на тоа мислат. И како ти сега ќе бидеш режисер, сликар, музичар, кога во тоа не е исплатливо. Еве, како тоа го толкуваш ти со оглед на тоа што во светот се уште и така како е исплатливо и има голем респект од публиката кој што и не, знаеш како, ја не мислам дека тоа не е исплатливо, далеко од тоа, не само што мислам дека е исплатливо, него ние си пукаме сами во нога. Јас сега стално кажувам еден пример, пошто не е еден, 1000 примери. Значи јас сум имал многу представи кои што односеле многу луѓе. Мислам, нова публика сум носел, цело време била пуна сала. Имало кои што немам пуна сала. Не викам дека сите представи била најуспешни во животот. Така. Тој не постои за било кога. И не треба да постои. И не треба да. Има проблем, ако имаш цело време нешто успешно, тоа е више голема прашање дали е во ред. Дали си ти во ред, сакам да кажам. Со твојот став, естетика и така натака. Меѓутоа, ти имаш представа која полни сали и да тргнеш од репертоар без никаква причина. Ја бар до сега не можам да разберам, имало многу или различни, и тоа ги тргаш без никаква причина од репертоар представи кои што се полни, не ги одржуваш, исто така има голем проблем со тоа како да одржиме представа. Да остане да живее, знаеш, пошто
по пат кај нас се распаѓа некако. Така да не стално мислам дека не е дека нема пари во култура, нема пари, има цурат како да кажам, као низ канализација да ги пуштаме. Тоа е веќе сериозен проблем. Се инвестира во нешто како и тоа што го кажа и претходно. Се инвестира во нешто и после тоа се распаѓа само по себе и никој не се обидува ни да го поправи, ни да го зачува и така натака. Тоа го гледаш од базично, мислам, од не може секој уметник да успее, тоа да се разбере. Не може секој да живее од уметност, тоа нигде не се случува на планетата Земја. Меѓутоа, зборим, ако има веќе нешто што се гледа дека значи не е нема како да кажам, нема метафизички проблем тука. Значи имаш представа, представата носи луѓе, публики, толку. Има квалитет естетски и така натака. Толку е. Како го објаснуваш тоа, тогаш ако полни сали, значи еве е профитабилна, ќе ги користиме тие зборчиња профит, тоа некако е можеби најпосакуваната ние не сакаме, тоа сакам да кажам, ние не сакаме. Зарем не сакаме? Не сакаме. Очигледно е дека не сакаме. Кој е другото извинување на оваа тема? Дали е некаков екскюз на оваа тема? Екскюзот дали е всушност еден простачки инает кој што да речеме, еве не знам дали се среќаваш постојано, но она што секојдневно го слушаме е луѓето меѓусебно, барем оние кои што го зборуваат тоа, велат неверојатно што во оваа земја отскокнуваш, односно не ти дека нешто отскокнуваш и сакаш и се перчиш, не во таа насока, но почувствуваат некаква вредност или светиш малку поинаку, како да е осудено на пропаст и се она што вреди едноставно се става на страна, она што не вреди се истакнува на површина. Тоа е во сите сфери, не е само во уметност. Да, и оно што е различно, инновативно, значи луѓето по дефиниција знаат да бидат исплашени од нови работи. Тоа не го спорим, меѓутоа знаат да бидат и воодушевени од новите интересни whatever. Не мора да е само во естетика, во театар, на било кое поле. Меѓутоа тука има, пак кажаме, многу чуден менталитет и политиканство кое што сака да го, не знам зошто, автодеструктивно сака да го уништи тоа. Нити му пречи, нити пак и му го земе лебот што се вика, меѓутоа едноставно он има некој веќе систем воспоставено што е многу страшно, кој што сам од себе си го копа гробот. Не знам како да кажам другче. Пошто не може не може да продолжи да работи, ќе нема што да копа после, сакам да кажам. Така да за жал, мислам, ја памтам ова како било место полно со многу шармантни, многу духовити луѓе, многу оригинални, многу различни од се што сме видели. Знаеш, секоја култура има своја многу секоја култура има силни моменти, сакам да кажам, знаеш, кај да отидеш, меѓутоа дека имаш исто еден многу посебен, многу силен, многу моќен шарм, хумор, енергија, знаеш. Таа е стајана сега. Дали постои, исто се прашувам, заради тоа што цело време имаме нека таква негативна енергија у главата заради сите проблеми, или ако постои стајана на некои маргини кои што многу тешко можеш да ги, треба многу да го прокрчиш патот да го најдеш, мислам, да видиш кај си. Некако се осеќам као, знаеш, као цела држава да е стајана као вие што паркираат без везе, па ќе пуштат 4 жмигавци и блокираат сообраќај и не се враќаат со сати. Така некако ми изгледа држава, знаеш, као да застанало на 4 жмигавци и не знаеме што ќе се случи. Многу ми е интересно тоа, зашто сега дали ти се чини дека можеби се оди некако пуштено е низводно, само по себе да се наоѓа простор, како кога ќе тргне некој, не знам, нешто на лизгалишто. Ја би сакала да се тркала надолу, ама никако е како да како се у бесконечен пат, као да, знаеш, тоа е малце лимбо ситуацијата и затоа малце вознемирувам. Се чини ли дека можеби не лекуваме на тренинг центар за крај на светот, па можеби веќе извлечеме и позитивни работи, ако е реалноста таа дека ќе се снајдеме одлично, бидејќи се повеќе наликува на тоа кога. Види, пак ќе кажам, знаеш,
Не знам како е во другите професии, не знам какви се другите луѓе во оваа мојава професија, не можам за нив да зборам, меѓутоа сепак го чувствувам ова како нешто што е дел од тоа што си ти, за себе зборам. Значи, ова што го работам е иманентно моје, знаеш, го правам ово 12-13 години, буквално. И едноставно морам да работам, морам тоа да го правам, знаеш, не е тоа прашање на мене ми е преку глава, јас ќе престанам и ќе почнам нешто друго да правам и така натака. Значи, тоа е нешто што мора. Меѓутоа, прашање дали ќе остане тука. Целиот проблем е дали ние ќе останеме тука и дали ќе остане ова тука за да го произведуваме. Ако се помалци луѓе има што ќе го прават тоа тука, а ќе има сигурно луѓе што ќе сакаат да го прават. Меѓутоа, дали ќе сакаат да го прават тука, ние ќе имаме сериозен проблем со тоа што ќе остане на крај како наш уживање во животот, не знам, за било кого зборам се. Сега веќе зборам на култура на живење. Знаеш, многу морам да кажам, сега ми се случи кога доаѓав нака многу чуден момент. Ме збуни, значи застанав на раскрсница, се пали зелено, тргам и обично знаеш кога се пали зелено, само слушаш некој дека ти свирне, така. И тргам и сите стојат. И се изоив од памет дека сум тргнал јасно црвено, не, гледам дека е зелено. И полека сите тргнаа. И од таа страна, од сите страни полека сите кај што беше за тргнаа. И тоа траеше, значи, првата раскрсница беше Влада, следната е таму кај што е, не е важно, негде на Ленинова, така му доаѓа. И тука застанав, пошто пак е црвено, уште не се запали зелено, одма почна да свира. Само да кажам, има некој грч, знаеш, има некој, и во еден момент, со многу интересно го следив, као, зема некој здив, сите некако зема здив, дури заборавија дека е зелено, али многу кратко требаше до следната раскрсница и пак постоеше тој грч дека нешто не е варед, знаеш, дека се сите во нека трка која што не постои, а пошто мора да живееш, немаш одговор на моментот дека треба да земеш див да видиш кај се, кај не треба да фрлиш ѓубре, дека можда не треба да паркираш со 4. Интересно е дека сите ние кои сме почитувачи на уметноста, на културата, најмногу говориме и најмногу ни пречи моментот на нехигиената, односно не е само контейнерите. Ние како да изгубивме хигиената и естетиката на постоењето, бидејќи ние припаѓаме на генерација, можеби посрекни ќе бевме и да не знаеме како изгледа поинаку, па ова ќе не беше наша прва реалност, но факт е дека па ќе појдеме... Не, проблем е, знаеш што ме повеќе ме плаши? Да не сме знаеле... Проблем е што дозволивме да се адаптираме као бубашваби на тоа што ни се случува. Мислам, проблем е што дозволивме да таков да ни биде градот. Секој знаеш, ако си фрлен на такво место, ти немаш друг избор, можда ќе се бориш, ќе осмениш, ќе го поприш, меѓутоа да прифатиш дека тоа е во ред. И дека тоа е, да кажеш дека тоа е веќе опасно. Знаеш. Значи опасно е, не е опасно сега, пак ќе кажам, не е на метафоричка ниво. Значи блокирана ти улицата, не гледаш да гази кола. Не е тоа. не збориме сега ние за естетика, за мислам, значи блокирана улицата, не гледаш што таму вози некој те гази. Толку е, проста приказката. Тоа што немаме тротоари по кој можеш да одиш, тоа само по себе кажува зашто станува збор. Така да контейнерите и се остало е нус производ на целото тоа, знаеш. Мислам, а немаме ние територија која што можеме да се разбацаваме, што би се рекло. Така да гледаш, тука е страшното, знаеш, мислам кај што се помируваме со судбината. Знаеш, некој ти ја загадува, мислам, живееме во најзагаден град со децении више, и ние уште не сме открили кој го загадува градот. Не може 10, 15, 20 години да не знаеме кој го загадува градот. Не е нормално. Не сакаме да знаеме, значи. Најверојатно. Ако постоела временска машина тогаш, кога оној почетнички ентузијазам, друга динамика, ни оддалеку блиско од оно што е сега и те донесе со твоите 21 година, 20 во ова време, како ќе го доживееше? Зборувам, дали ќе црпеше инспирација и ќе речеше по ова е од ова види, злото е секогаш инспирација, нормално.
да не се зезаме за било која уметност. Ама прашањето е, види, ентузијазм не ми е смеја, дури можда поголем е се. Така да не знам колку е точно, колку ја треба да одговорам на тоа прашање, знаеш, во моментот пошто не сум тој човек, а другче созревав некако, знаеш, мислам друга ми беше мене енергијата тогаш сакав да го искусам животот повеќе, па да направам нешто. И тоа направив. Повише, знаеш, ти кога кажеш дека имам многу представи, немам многу представи. Во однос на тоа колкава ми е кариерата, имам многу малце представи. Баш малце. Однос на тоа колку представи, какви биле успешни, какви и кај се играни, што се какви, немам ни многу награди. Не е драма, сакам да кажам, и не треба да имам, можда треба да имам. Не ме интересира, никогаш не сум се бавил за таа работа ради тоа. Знам да кажам, ја имам малце можда подругчи процес, меѓутоа ако веќе збориме за тоа како човек од тогаш која би дошол сега, мислам дека било кој човек од тој период така како извадиш и го ставиш тука, дека ќе биде дека може одма да умре. Искрено дека во тој момент кој ќе види каде дојде, знаеш, мислам ја стално го кажам, мислам дека 99-та, дека у новиот век ќе не лансира негде, не знам каде ќе не лансира, али тоа нека скроз нова ниво ќе отиде целата култура, естетика, знаење на живот и така натака, нас не лансира директно у среден век. Ама по улиците оние, не среден век во смисла... Не, во среден век во смисла на свест се ние. Значи, ние сакаме да имаме феудалец кој што ќе не води. Не го збориме тоа, ние свесно сакаме да имаме ние свесно сакаме политичка држава, ние свесно сакаме феудална држава. Зборам за мнозинството, што е многу опасно, не само кај нас, зборам не само во Македонија, зборам гледот светот, знаеш. Било каде. Свесно сакаме феудалец, крал да има, да апсолутистичка монархија да не понижа, не истапи и така натака. Тоа е, како да ти кажам, во рок од 20 години ти да отидеш од период кој што мислиш од кога паѓа Берлински зид и тие 10 години на некој момент на тој ентузијазам, ако збориме, мислиш дека сега, како да ти кажам, ќе скокнеш 2 века напред и у 10 години, 20, ти да се вратиш 5 века назад, по свеста е многу опасно. Што е точно, а во мали средини, како нашата е екстремно опасно. Затоа зборам дека е прашање колку ќе обстанеме, зашто во мала средина едноставно ќе те прегази индустријата. Индустријата, кога зборам индустрија и политика е индустрија. Државите се индустрија, знаеш. Театарот нормално дека е индустрија. Како сака, колку сака нека алтернатива. Како сака нека уметноста, колку сака нека откачано. Па гледайте се најалтернативните работи се најскапите, знаеш. Кој беше скулпторот што продаде за 60.000, 100.000 милиони фула? Не, бананата. На тоа не мислиш? Не, зборам за невидлива скулптура продаде човекот. Продаде невидлива скулптура, сака да ти кажам. Со бананата тие едни баналности кои што се игра. Да, повеќе ми личи на свесна игра. Да, се е тоа тестирање на публиката. Тоа е добар, тоа е сепак мислам, ја кога го направив тоа дал ќе знаеше било кој за тоа. Ти ако го направиш истото тоа дело, дал ќе знаеше. Тоа е цела екипа, цела индустрија која работи за тоа да се продаде. Таа пропагандата која што кажам, да. Она нели 100 пати повторена вистина, 100 пати повторена лага станува вистината. Да. Не, тука нема лага, тука е многу честно направена целата таа приказка што има кој да изработи. Сега дека пак ќе зборам цел овој контекст на работа, значи кога е мала средината, кога е загушлива средината, ние стануваме, како да кажам, како држава, стануваме како ние мали, смешни, дури и карикатурални личности од овие ликови од провинција на Чехов. Знаеш, нашата држава станува една мало провинцијално чеховлијанско театарче кој не може нема да се снајде. Едноставно ќе се распадне и ќе умре како во представите, како во текстовите кај него. И сега во тој контекст е опасно све што се случува во мала средина. Малата средина треба многу поагресивно да и тоа го гледаме, земи ги сите други помали или исто мали или релативно исто толку големи држави како нашата, кои што имаат комплетно другчија приказка. Со слична историја, зборам, не знам, овие балтички држави, Словенија како пример, намо е многу витална, многу јака, многу
остра критичка мисла и уметничка и така натака, пошто они ако си дозволат да пропадне тој дел, ќе се распадне се. Ние не знаеме да го држиме тоа и тоа највеќе ме плаши мене тука. Ја спомна Словенија и пред да седнеме ја зборуваше, па еве не е лошо и вака да кажеш во што кога вртиш по каналите на што се задржуваш, односно што нудат словенците, што Па, види, ја телевизија реално многу малце гледам, многу долго време, искрено да видам. Ама да, преска кога спомнав тоа, бев во Словенија пред години и пол нешто, и кај пријатели на гости, и 2 сата емисија за култура. 2 сата емисија за култура, сериозна, кај што возбудлива, битна, значи од најалтернативна до мејнстрим, не знам како би се рекло више тоа, значи сериозни оперски представи, театарски, што да. И сега, знаеш, тоа како ти кажам, тоа не се раскажува, тоа е, знаеш, дел од нивната. И ти наеднаш си во моментот кога гостите затечен. Па да, затечен. И почнуваш да гледаш. И ти веќе сакаш да го гледаш, тоа е не случајно го кажувам. Да, не, нормално е дека меѓутоа тоа е како ти кажам, тоа е тоа што си го почитуваат како историја, традиција, и го негуваат и не го уништуваат по пат. Ние едноставно немаме компас, добар дел од случаите, честни исклучоците, меѓутоа немаме како да ни изгубен компас, па кажам, имаме многу шармантни, многу духовити, духовита култура, многу отворена, знаеш, многу, како се тоа, гостопримлива дури култура, така и се фалевме. Дали е сега така? Секој сам нека се праша дали е сега така. А дали никогаш сме имале, што е точно проблемот, тоа е веќе сега многу голем, немаме време тоа да го расчистуваме и мислам дека сите точно знаат каде е проблемот, ако сака да се признаат. Меѓутоа, тоа непочитување на оно што е твое, автентично, никад не сум ги сакал овие зборови, меѓутоа точни се, мора да ги негуваш, затоа што ќе ги снема. Сега, тоа е тешко, тоа е работа. И луѓето понекогаш сакаат да работата, понекогаш губат и енергија. Понекогаш и само ја напуштаат работата, идат на друго место да работат истата работа, само на друго место. Тоа е веќе друг муавет. Меѓутоа, проблемот е колку што се повеќе се празни просторот во кој што треба да се создаде нешто и да се одржува тоа што е создадено. И ќе нема кој да го направи. Пошто пак ја кажам, на крај се е така. Знаеш, и држава како театар. Не ти треба тебе сценографија за да направиш представа. Ти требаат луѓе. Не можеш да имаш уредена држава ако немаш народ. Ако немаш луѓе. Како ќе биде државата ако нема луѓе? Мислам, така, за се ти треба луѓе. Се после лесно станува. Меѓутоа ако се испразни од луѓе, веќе е проблем. Се гледаш ли некаде еве надвор? Би си дал ли таква шанса? Како што си го живее животот Александар Поповски, кој што еве си даде шанса многу поодамна и напредува, го има воздухот и просторот да покаже и докаже и ценете. Еве ти дали се уште си носталгичар и викаш чекај малце, дај уште малце, надежта нели последна умира. Си размислувал, сигурно си имал понуди, тоа е повеќе од јасно. Види, Но еве како сега интимно се чувствуваш, дали мислиш дека тоа би го направил? Види, ова е многу добро, пошто секој се вративме на Ацо, нели тогаш трите спота што ги правевме за Владко и правевме Ацо, Дарко и ја. Да. Дарко е Дмитриевски, да, Ацо Поповски. Многу сакам Ацо, пошто има стварно нормално, не може секоја представа да ми се допаѓа и така натаму, меѓутоа има многу голем дух, шарм, знае да ги направи представите, да стварно ме баш ми е драго, пошто знаеш некако точно го знам човекот и си живеел со него 4 години на академија, знаеш. Независно имам за сите колеги од таа генерација баш имам убаво мислење, пошто знаеш, меѓутоа се ти го спомна него. Тоа види, има различни приказки се во животот, низ кои различни патишта, низ кои поминуваш. Меѓутоа она што мене малце ме плаши, што е мој проблем со мене, најверојатно јас сам треба да си го решам,
што многу повеќе се чувствувам како граѓанин на било која држава понекогаш кога ќе отидам на страна, отколку како граѓанин на сопствената. Едноставно подобро се разбирам со луѓето. Не знам, по-директен ми односот на Како прво. да цел живот си бил таму. Да, така се осеќам. Да, тоа е. И онда зошто сум се мачал да останам на место каде што, не знам. И сам можда бил таков патот, можда сум бил и мрзлив, можда сум покушавал нешто и да сменам. И мрзлив да си како не си бил, дури Не, имаш... добро, сакам да кажам во друг контекст, мрзата не е секогаш лоша категорија. Мрзата некогаш знае да е многу многу важна. Меѓутоа, сакам да кажам дал или која ми била амбицијата и така натака, меѓутоа таков бил патот и сега колку повеќе поминува време, толку повеќе ги осознаш работите уназад кои ги гледаш, знаеш, што ти се случувало. Немаш се да антиципираш во животот. И втората работа што сум апсолутно задоволен од тоа што ја го работам, и задоволен сум од себе. Пред себе, знаеш, мислам кога се погледам во огледало е тоа што го гледам и тоа што мислам дека сум го сработел. За мене е квалитетно, не би минувал ништо. Не би поправил, сакам да кажам. Тоа сум ја. Многу сум среќен што е така. Прашање дали така би било кога би бил на друго место. Тоа ќе го видиме, можда нема да го видиме, не е ни важно. Меѓутоа важно е да оно што го чувствуваш како Јас сега за тебе ќе кажам дека си автентичен. Значи даваш таков печат да кога ќе гледа нешто човек од тебе сработено, апсолутно може да се препозна и мислам дека тоа е многу важно и во секојдневието. Ние никако како да како народ никогаш можеби индивидуацијата и автентичноста многу не ни била на цена. Не сме ценеле, да. Да. Факт е дека е така. Тоа е балкански синдром најмногу. Да. Интересно ова како го коментираш моментот на жртва. Може би сме одгојот и културолошки бил секогаш, значи во уметноста, дека овој народ е жртва. И секогаш приказната одела на страдание, на трпење, на тоа колку сме биле мачени. Зошто може би тука треба да се смени моментот и малку да се доживееме како победници, не толку за крепостене. Значи ете тој термин. Па за жал. Знаеш, пред некаде баш прочитав еден пост на мислам дали беше некој ми го пратил, не, беше на Јовица Ивановски, поетот, нели? Имаме супер некој однос од сме се тепали до сме се сакали и така натака. И тоа беше многу точно, вика, како е могуче, вика, уште вика во образование учиме песнички од пред Втора светска војна или после Втора светска војна, кој не се нов поет, не се родил нов писател, нов поет. Знаеш, ние уште волшебното самаче, не знам што више, која е книгата која што се чита и се учи, не знам. Не, да не ги менам сега, пошто може погрешно да бидам разберам, и тоа стварно, кај се овие нови писатели, кај Дејан Дуковски, знаеш, у некоја лектира, да речем, најверојатно го има, меѓутоа тоа е последното што го знаеме, или Горан Стефановски, или не знам, да зборуваме за поезија или за роман, така натака, најверојатно никој него не учи. И колку поише поминува, мислам, тоа малце подолг проблемот, знаеш, мене цело време, знаеш, ме нервирало и уште како дете со тоа жртвата на нацијата и така натака. Како да сакаме да си создадеме чувство некој да не сожалува, таа патетика, а најмногу живееме да се самосожалуваме. Да, таа патетика ме нервирала, тикам дури во време на пред да бидеме самостојни, значи зборам уште од време на Југославија, никако Македонија секогаш беше имаше потреба да биде цело време, ние сме најтажните и така. А сега е многу поизразено, знаеш, поготово кога е исконтрирано со таа, знаеш, судир, пошто тоа е голем идентитетски судир во главата, знаеш, ние сме секогаш жртвите, а сме дел од империјата. А сме ја создали и сме биле дел од некоја империја. И сега, знаеш, не можеш да бидеш цело време жртва, а да се чувствуваш дека си император и да бидеш дел од нив. И тоа создава уште поголем лом психички. Знаеш, зборам на ниво на колективна свест. Знаеш, кога си цело време
пошто Македонија стварно била цело време или империја или дел од империја, независно од народот, од нацијата, знаеш. Тука или било Грчка империја, Александар Македонски, што сакаме да збориме, Римска империја, Отоманска империја, Југославија била империја умало, знаеш. И сега прв пат сме сами на своето, знаеш, што е на државиче. Мислам, сега морам да кажам државиче, пак е мало, 2 милиони прилично, мислам. Да, ма немаме тенденција да станеме како државиче Лихтенштајн и Швајцарија или немаме. Словенија која е најблиску територијално. И сакам да кажам, знаеш, и сега од една страна пак сакам се вратам на тој судир на, знаеш, од една страна имаше на еден дел цело време си ти како нешто тука во некоја империја на планетава, знаеш, а од друга страна цело време некој те тепа по глава. Така збориме, нели? Цело време нас некој не мразица. Мислам дека тоа е толку болно и тоа, знаеш, затоа е сега најстрашно стари. Тоа порано може да имало поотворен дух, тој шарм што го зборев, тој хумор, не се го сваќале тоа толку сериозно. Сега некако е многу сериозно сватено и се посериозно и посериозно става и се губи суштината на она што е здраво. Здраво е нормално да бидеш насмејан, да го живееш во животот, да го сакаш животот, да го коригираш кога има грешки, да се обидуваш да биде подобро, меѓутоа кога влезеш во летаргија дека сите се криви, само ти не, онда нема развој. И затоа и може да таа криза на идентитет, викам, тој судир може да не убива и не влече многу. И не прави само деструктивни, ето од каде таа само, пошто ние со себе немаме расчистени. Ајде сега малку да ги употребиме твоите вештини, твоето режисерско око и секако некој ќе слуша и ќе во себе гај пасија кон театар, кон филм, онака како што ти си гајал, кон драматургија и се оно што носи вашата професија. Каков е предизвикот да се биде режисер сам по себе како професија? Колку сте психолози, колку сте, да речеме, како го правите кастингот, дали е доволно само текст, како е тоа да се детектира за да се избере вистинското лице за ликот и да се поентира со представата и делото? Види, има две работи. Ја може да не сум најточниот пример, пошто стално кажам, секоја представа ми е како нова, како сега почнува, знаеш, како прв пат да правам представа. Не е лошо, добро. И така сакам да ми да представите. Секоја сакам да, ако е можно, мислам, не сакам секоја представа да биде различна по секоја цена, него едноставно едно купче од приказката, една работа ја имам завршено и таа ја тргам на страна, фаќам нова работа и сакам таа да биде однова. Не сакам стил, не сакам да се повторувам себе, затоа што имам поише да кажам и тоа мора да има нова енергија, нова суштина, нов дух и секогаш ми е како од почеток. Значи како од нула да почнам. Сега, тоа на почеток, на пример, во оваа почетокот на мојата кариера ми беше многу тешко да го спроведам, бидејќи неав занет до толку. Мислам, тоа е сепак искуство, занет. Сега многу побрзо ги препознавам проблемите, побрзо ги решавам, побрзо скокнувам фази кои што за кои ми требало многу време претходно, многу долго време. Значи, сега многу побрзо можам да ги решам, меѓутоа принципот и начинот, методот ми е истиот, меѓутоа само знам сега шорткатови, што се вика. Тоа ми го менува. Ми се случувало сега имав представа што не знам, баш супер, мислам, последната представа што ја правев. Такви беа малце чудни условите, бидејќи на фестивал треба да искочи со премиера и така натака, со како што сакате од Шекспир во Кумановски театар, кај што на 3 дена пред премиера, точно знам што се случува, немам ја проблем. И на 3 дена пред премиера се склопува представата. Мене ми е склопена 2 недели претходно. Меѓутоа тоа треба да се сработи, да стигнеме до таму кај луѓето, кај екипата да се види што е направено. Јас знам што ќе се случи до крај, ама они не беа збунети, како е ти успеа на крај вака да го. Викам, тоа беше направено, само вие не го видовте претходно, иначе се е направено. Вие си ја заработивте вашата работа многу порано. Меѓутоа, за да стигнеш до тој проект, до производот, ствари, ти треба
викам, вас не ви ни работа да гледате од надвор, мене ми работа од надвор да гледам, вас ви работа од внатре да гледате, оти вие го играте ликот, а мене ми работа да ги видам сите ликови во својата приказка, затоа викам, ја гледав и ја немав проблем, пошто имаше малце, знаеш, немавме време, немавме сцена за да стигнеме заради фестивалот, за да доправиме представата и така. Меѓутоа се беше супер. Се како да беше мислено и беше уствари мислено и бевме спремни на тоа и супер испада на крај, меѓутоа стално тоа дека задотре треба да играш представата, па макар да си пробали 10 години уназад, ти прави проблем. Така, а тука имаше 3 дена само на сцена што можевме да ги имаме. Буквално само 3 дена. И испадна совршено. Мислам, баш прекрасно, многу ми е драга представата од некои од тие причини. Така да немам точен одговор како ги бирам тие работи. Добро, ти се случувало ли од тоа што е понудено ти апсолутно да сметаш дека ова што ми е понудено од актерска екипа, јас не можам да го извлечам. Сушност мокта на режисерот од секој да извлече оно што треба или? Тоа е мит. Дека можеш од секого да извлечеш тоа што треба. Затоа и те прашувам дали е мит. Тоа имал таков предизвик. Не, сулудо е сега, не мислам како да кажам. Не може тоа и да сум немал. Не верувам во тоа дека можеш, знаеш, тоа е као митот дека можеш и телефонски именик да изрежираш. Може. Меѓутоа тоа нема да биде телефонски именик. Сакам да кажам, значи, пошто сум поминал, например, да сум работел представа по книга која мислам дека апсолутно потешко да изрежираш него телефонски именик, тоа е од Данило Киш, Енциклопедија на мртвите. И да, таа има многу врска со Енциклопедија на мртвите, меѓутоа е далеку од тоа што е напишано во книгата по букви збора. Така. Така да и во овој контекстот, знаеш, сигурно постои некој човек со кого ако ништо друго, може и да не се разбере. Значи, јас сум работел со прекрасни глумци, у кои во една представа ништо не сме се разбрала, у втората сме се разбрали одлично. Или обратно, во првата сме се разбрали, у втората ништо. Така да тоа не е прашање на дали ќе излечеш ти од секого нешто. Ќе излечеш, не е да излечеш, меѓутоа е глупаво да се верува во апсолутни ствари. Тоа сакам да кажам. Мислам, не може да има некој апсолутно лош или па апсолутно добар, едноставно може да не се најдете, може и со некој што мислиш дека нема се најдете, направите нешто совршено. Меѓутоа, тоа е искуство, па сега и ти дава време, не знам, и знаење како да ги одбереш точните луѓе. Да не сгрешиш во поделата. Тоа е за театарот, а филмот? И тоа ти е пасија секако. Нема што да, ја заврши сега што не ти е пасија, во што не си добар сер. Ќе гледаме премиера наскоро, многу сум горд на тоа. Филма, да се разбераме, работа, мислам, тоа е работа како и секоја друга работа. Проблем е што тоа е малце повеќе индустрија. Кај што треба да има многу повеќе луѓе, многу попрофесионални, а ние со овој однос нема да го држиме капацитетот на тоа, пак ќе кажам, што ние имаме 3-4 сценографии, од кои тројца не се во Македонија, филмски, знаеш. И со сценаристите велат дека ситуацијата не сакам да навлагам у тој муабет. Сценарија во било кој, знаеш, во било кој сегмент. Значи не зборам јас, тоа е веќе битна работа. Меѓутоа зборам дека немаме кој, како се немаме повеќе од тројца у грип. Ти ќе кажеш што е грип, екзекли, ти не ни знаеш што е. Тоа е најбитната, мислам, една од битните работи во филмот. Оти нема да ти се случи пола од филмот ако го немаш. Знаеш, мислам, не можеш да го направиш филмот без тоа. Знаеш, многу ситници, тоа е цела индустрија кој што мора да ги има сите запчаници. Кога ќе ти кажам тоа во Америка, кога ќе кажеш тоа е бук и батина, овде продуцент. Не, тоа се парите не сакам да не тоа, знаеш, тоа се многу комплицирани работи, не сакам ни да идам натака, сакам да кажам, тоа е индустрија, значи има запчаници за да се произведе кондора, се знае како се произведе кондора. Ние тие запчаници може да ги снимаме, а више ги снимуваме. За може да се направи филм. Сега во филм имаш малце поголема, како се вика, ширина, да не си врзан со влагаш во театар и врзан си со таа екипа. Можеш да одбереш поголема екипа, например. Тоа е предноста нека, што можеш по-широк да бидеш на таа тема, ама тоа не е тоа е тоа, сам да кажам, иста работата, знаеш.
Различно е раскажуваш приказката, меѓутоа методот и тоа кој што си, ако си искрен према себе, ќе го направиш тоа што сакаш да. Проблемот е дали сме искрени према себе. Проблемот е дали знаеме точно што сакаме да кажеме. Можда многу од филмовите што ги гледаме и се такви какви што се и мислиме дека се добри лоши, се само исполнување на некоја визија, не знаеме што сме сакале да кажеме. Тоа е пак прашање на идентитетска криза и така натаму. Постојано е во филмовите сведоци сме дека постојано и тука се провлекува оној синдром на жртва, секогаш хероината, херојот на филмот од едно растурено, социјално угнетено општество, или сме со и турската империја колку било тешко и така натаму, носно сме врзани во историја и во некоја, не знам, социјална патетика која што и реално живеем. Сега, зошто еве како режисер кажеме, не се случило да имаме се смешно ќе звучи, ама во филмската индустрија постојат и трилери и хорори. Ние ги имаме сите услови да снимиме хорор без да употребиш и маски и сценографија, се е на готово некако. Само да пуштиш као Блер Уич камерата. Еве, дали некад се добил таков порив како режисер, чекај, јас све имам, сам треба пуштам да снимам. Пак да кажам, индустрија во прашање. Ти колку да мислиш дека Blair Witch Project лесно направен филм, тоа е многу скапа направен филм. Скапа идејата како нешто друго, знаеш? Тоа е пода. Второ, собери ги луѓето, тоа не е мала екипата, пак ќе кажам, тој филм има сигурно шпицата погледа има преку 150 луѓе. Без една обична реклама од 5 минути па има цела екипа, па не е за. Да. Така да, само да кажам, не е тоа индустрија. Мислам, не можеме значи можеш да направиш за безпари филм со iPhone снимен, со се слагам, не е проблем. Меѓутоа има овако. Прашањето што сакаме ние да раскажеме. И тука може да се губиме. Значи жанровски филмови не е дека немаме. Имаме. Еве во последно време се обидуваат. Еве мојот е жанровски филм. Ја направив трилер, сега што ќе искочи е политички трилер. Неонар, политички трилер. Road movie, у кола се случува. Имаме science fiction, видовме дека направија. Гледаме, има поместување. Не е дека е така, како што обично знаеме. Меѓутоа прашање сепак да го погодиш. Ти не можеш да избегаш од тоа кај си. Мислам, и глупо е да бегаш од тоа кај си. Ти ги знаеш овие проблеми, не ги знаеш проблемите на ескимите. Ги знаеш овие проблеми. Меѓутоа, нашите проблеми многу тешко ги раскажуваме. Тоа е поголем проблем. Ако мене ме прашаш. Не е проблем ние жанровски да направиме точен филм. Не ни прави жанровски филми. Напред, филмот само треба да е добар. Што ми се рекла? Треба да се гледа и да биде да може да се гледа и да биде добар за да се гледа. Кој е жанрот? Не е прашањето на жанрот. Но прашањето е дали ние ги погодуваме нашите проблеми и дали ги раскажуваме нашите проблеми. Пошто не сум сигурен дека баш социјалните проблеми се толку најважните проблеми во моментот. Мислам дека најважните проблеми не се ни турското. Што го гледаш, што го кажеш ти. Постојано тоа гледаме некако. Да и не, сега можда да, можда не. Треба да видиме за кои филмови збориме, задните 10 треба да ги наброиме, па да видиме дали е таа темата. Од друга страна имаме филм култен кој што е Мирно лето, еве, онаков комедија кој што мора да признаеме кога ќе седнеш да го гледаш, иако е таму 60 и Тони Михајловски еднаш кажа многу точна работа на оваа тема, вика Мирно лето е единствената комедија и више после 60-70 години станува трагедија кога нешто ти е единствената комедија. Зашто немаме комедија? Сашко направи например филм кој после 50 години така како испаѓа. Сашко, мислам, заедно со словенец режисер направија комедија, направија уште една комедија исто така. Ама кај беа овие 60 години? Мислам, од 60 до колку? 40? 50 години не сме имале комедија. Како жанр. И пак е прашањето и во тие комедии дали го погодивме тоа што нас не мачи како живот. Иранските филмови, ние немаме ништо со иранските филмови заедничко да речем. Мислам со иранската менталитет, култура и така сега брилираше ирански филм во Кан. Ја нити па ги сакам како естетик искрен да видам. Меѓутоа така го гледаш како филм.
точно го разбираш и кој е човекот и што му се случува и сочувствуваш со него. Оно што мене малце ме узнемирува е, а тоа го гледам и во театар и во филм, што постојат некои емоции кои ја никогаш во живот не сум ги видел. Се глумат некои емоции и гледаме некои емоции кои што научно не постојат. Молим, добро, објасни ми ова. Како емоции се ти? Па не, тоа не се емоции, тоа сакам да кажам. Тоа се лажни прикажувања на некои емоции. Од незнаење што сакаме да кажеме. Многу често се гледа. Многу често. Многу често гледам напишани комедии кои што се играат како трагедија. Затоа што е сериозна комедија, тоа не игра трагедија. Тоа е сериозна комедија. Многу често гледам утнати теми, како решителни Хамлети, либерални Отела, не е љубоморено на жена. Зашто го прежал по тело тогаш. Знаеш, многу такви чудни склопови на... Турбо фолк звучи вака игра со музика. Чудна, немам проблем кој има она жанр бендинг, кога ги мешаш работите се тоа, меѓутоа ако не е автентично, ако не имаш да се препознаеш себе во тоа, тогаш добиваме чудни проекти. Ама чудна естетика, сакам да кажам, и малце фейк или малце повише како кога фейк уметност. Ако е фейк, onda веќе не е ни уметност. Тоа е проблемот. Зошто е така, пак се тоа е во добар дел и знаење, во добар дел и слобода, во добар дел и отвореност, во добар дел и искуство, многу работи треба. Филм е исклучително комплексна работа, значи исклучително. Зборам и сега многу големо искуство треба, многу големи знаење за да можеш и треба сите со тебе да бидат во истата приказка. Многу тешко тоа да се остари, не е неизводливо, затоа сме имали филмови кај што отишле и направиле тоа што направиле, не викам дека, меѓутоа е прилично незгодно. Искрен да видам. Само ти кажам, некои филмови кај нас се направени со многу помалце пари, па од Blair Witch Project, и дури били подобри, нема врска, а не се жанровски. Од една страна, од друга страна, значи некојаш успеа креативноста и моќта и ентузијазмот, тој што го кажеш, желбата да направи многу поише од меѓутоа тоа се исклучоци, правилото е сепак дека мора, ова е правилото, знаеш. Исклучоците тоа се исклучоци. Дали си направил во животот отстапка, да речеме, од финансиски аспект, некако да се погазиш она што се ти и да му дадеш на тој што запнал, сакам вака, бидејќи многу интересно, имам впечаток дека надвор ќе те платат во секоја професија, архитект да си изведувач и не знам што, значи тој кој што има дава, вери сакам ова да изгледа вака, ќе направите некој разговор, ти ќе извлечеш од разговорот каков е ликот и секако ќе му понудиш некое решение. Но кај нас најчесто имам чувство дека, ама ова како да не е од сега, дека токму тој кој што нарачува, дали е реклама, сакам вака да ми правиш, па сакам вака. Тоа го прават и во рамки на интериери, кога дури треба да се... И одеднаш ти си ставен само во улога на инструмент, не на креативец. Си имал ли такво искуство и ако си имал Срна, како ти тоа го преџва кај го реши? Не знам, можда нека реклама и да се случило, искрено не се не сеќавам, можда да кога работиш реклама е една работа, кога работиш уметност е друга работа, таа се како да кажам, едно е за не. Меѓутоа не би можел да разберам, знаеш, јас сум на пример нарачател на било што, така, и ти нарачувам. Се ако знам што сакам и знам како да го направам. И се знам уствари. Шо ме Шо ме викаш? Шо ме плаќаш? Мислам, можеш да ме викнеш. Него зашо ме плаќаш? Тоа не можам да го разберам, така. У тој контекст зборам, знаеш, сепак кога си викнат за да изработиш нешто, си викнат заради тоа што ја знаеш работата. Ја, например, не знам сега, за да поправам бойлер,
или whatever. Едно време сите се чачка. Сакам да кажам, па не, ама така се едно време, лесно беше, едно време имаше 3 ствари. Сега има 3000, бойлерите не се многу се комплицирани се. Се зезна, нема врска, не можеш да поприш кола. Значи не кој ќе викнам тој да ми ја попра колата, не му кажам како да ја попре колата. Па тоа ти зборувам, тоа сакам. И плюс уште да му кажам и да му почнам ја да го отшрафувам, да зашрафувам, да влезам, да се направам до тука улје и да му платам. Малце абсурдно. Така да, ама добро, тој пристап како ти да се занаече, не знам како по нарачка да треба пак не кога познава твојата уметност и твојот печат, па да рече чека, ова е човекот кој што сака моето да го прави од тие причини, не затоа што сум чул дека е режисер. Ами не, види, далеко сме ние од тој муавет. Знаеш, мислам да бидеме реални. Не знам, не сум отишол, не се сеќам таму како било. Ја секогаш се обидам да го направам тоа што мислам дека ако е веќе реклама опрашање за клиентот најдобро, така. Ама тоа е сепак индустрија, пак огромна индустрија во која имаш секундажи, минутажи, милисекундажи, фреймажи, знаеш. Па ти треба уште пекшотови, па ти треба, мислам, како да ти кажам, да пекола целата работа. Така да, ама тоа е занет кој што знаеш го правиш како што го правиш и клиентот е задоволен, не е задоволен, тоа и после работиш или не работиш. Никад не вика тука кај нас не е баш така решена работата да ово е, знаеш, Дейвид Финчер ќе го викнеме да работи рекламата. Друг чека нас таа приказка и не можам точно сега, знаеш, мислам во секој случај разговараш со клиентот, му даваш што треба да добие, он ќе види што треба да го добие од напред. И значи за се има бриф, го добива брифот, се слагате, го правите и тоа е тоа, знаеш. Али е чудно, сега пак кажам, е чудно да влезеш да поправиш машина, мислам сега да го поправиш моторов, не е паметно. Ти се грижеше и за ноќниот живот и се уште ете така, тоа ти е една пасија и не си воопшто лош во тоа, зборувам, јас си знам за тебе. Морам вака да зборувам затоа што имаме и смена на генерацији, не знам твоите деца дома како те перцепираат во однос на тоа како херој, дали се свесни дека нивниот татко навистина е човек кој што и tekako оставил печат за урбаната приказна на градот и уопште за уметноста во земјава и еден од култните ликови. Па не, знаеш како, ја не би сакал тоа. Добро. Ја би сакал моите деца да ме гледат како тато. И најсериозно да тато. Наједноставно, најчисто, најкратко. И никогаш не сум сакал тој муабет дури сакам да го прескокнам, знаеш, мислам се да они како да ти кажам, се знаеш, го гледаат Петко и ќе ме видат со тука некој. Така, мислам, тоа ми се колеги, знаеш, и нема врска, или Боби, Биби, или, не, тоа, збораме на деца се, па го гледаат тоа и ете, тука се колегите, ќе дојдат во театар, ќе ги видат тие што ги виделе или во театар, или на телевизија и така натака. И се они вајдат некако чувствуваат, а мен не сакам тој муабет воопшто да влие, не сакам да видам тато. Тоа е најважно, тоа е најважно. Јас сакам да видам обично дете. Тоа го кажа цело време. Најобично дете. А не е обичен, али он сака да биде обичен. Ти се останали дете, вела дека детето од човекот е тоа што е креативноста во него. Да. Ја никад не сум сакал да пораснам, така да проблемот е овој што старе како да го избркам. Мислам не што старе, него што стана сериозен, сакам да го... Телото секогаш е ограничување. Не, ама и пак и во паметот, сепак, знаеш, од една страна целото наталожено искуство ти дава една зрелост. И па некогаш таа зрелост ти прави да се биде дете не значи да си инфантилен, тоа луѓето го брка така да ти... За обратно зборам се, како таа наталожено знаење, искуство, знаеш, тоа се пластови, почиња да ти создават еден свет на калкулантство. И тоа калкулантство, знаеш, од тоа искуство корумпира.
И тоа е опасно, затоа сакам да кажам. Разумот почнува повеќе да доминира врз емоцијата, односно ја контролира емоцијата. Да, затоа поише сакам ако може, ја не сакам да се подмладам, далеку од тоа, нити сакам да се вратам да бидам дете, не ми интересира тоа, меѓутоа сакам да можам, пошто е важно тоа во животот, да можеш да видиш кога почнува кога почнеш да калкулираш со некои работи, затоа што тенка е границата кога ќе кажеш ај оваа калкулација и доста е, па ова и онда станаш корумпиран. Онда се расипаш кога тие граници ќе преминат, пошто тие никогаш не идат овде граница и ќе паднеш во пропаст. Не, тие се секогаш помалца дозирани, многу мали отровчиња за тие. Доека не сватиш дека си веќе толку затворен и умираш, така, мислам, тоа се многу мали дози кои што више се акумулираат и затоа е многу важно тој дел од себе, затоа и со многу посебно и одговори на некои од претходните прашања, многу бари јас така се чувствувам, многу горд и многу среќен што сум успел да си го задржам тој најверојатно на штета за многу работи по мене објективно, други би рекле ти си будала зашто тоа така го правиш, меѓутоа мојата среќа на таа тема е поважна од било што и здравје. Да во ти викам пластови на искуство, знаење, не отидеш во калкулантство кое што ќе те корумпира на крај. И ќе те угаси на крај, да. Укрути. Ајде малку и за музиката пред крај, онака да заокружиме се уште тие паси, и тоа одлично го правеше, па дури се погрижи за наукниот живот, кој што за жали тоа немаме. Јас на сите гости, пошто вие сте, како да ве кажам, се она што сум викнала овде во Хоризонт, иако не се познавате може би лично, а голем дел и се познавате, нормално, како да сте последователност едниот кон друга, толку различни, а толку исти во едно нешто. А тоа е дека нас не се случува културолошка ерозија, тоа го заклучивме за наукниот живот. Од бебо дознав, на TripAdvisor моментално стоиме како град без ноќен живот. Ти тоа добро го знаеш, се креираат системи, односно секој да се го пронајде својот систем и секако може би својата насока како ќе се гради, бидејќи музиката и наукниот живот некогаш диктира кој е твојот простор и како сакаш да се развиваш. Види, пак ќе се вратиме на истиот бабл. Знаеш, ова е мала средина и колку е помала средината, толку е окупиран тој простор во кој што треба да се развива тој ноќен живот или што е тој пошто е мал просторот и сврлени се сите по други работи си сврлени надвор од него, односно не постојат. Знаеш, кога поголема средината и ментално и културолошки и секако ти секогаш имаш каде некако да го затвориш тој. Мислам како ти кажам, се прошли Лјубљана у вторник, ќе видиш како изгледа ноќниот живот. Па и во Женева Вил Смит рече као да сум на сет на I'm Legend. Значи било каде се, да се разбереме, во денови кои што не. Меѓутоа има каде и кога тоа можеш да го правиш. Тука пак ќе кажам, знаеш, ради таа скученост, таа задушливост на капацитетот на луѓето и квантитетот, а повеќе на капацитетот, ги сврла го изфрла тоа што беше некогаш нормално. Значи, например, ја памтам еден наслов многу интересен во 90 во Весник, кај што турбофолкерите беа извадени од памет и пропаѓаа од поп културата во Македонија. Евме единствена држава на Балкан каде што поп културата до 99-та, значи точно до 99-та, дури можда до 2000-та, произведуваше повеќе пари од турбофолкерите. Турбофолкерите немаа ни за леп, може да идат во Австралија да заработат. Тоа беше нивниот начин да заработат пари. Меѓутоа, за да отидеш до Австралија и да заработиш пари, треба да даеш толку пари и така натака и така. Скоро не постоја, пропаѓа.
Што ни се случува меѓу време? За од една држава, од единствената држава на Балкан, во која нема турбо фолк, стигнеме до ова. Децит, нема поише потреба да збориме зашто е тоа така и како и мислам, ми е страв дека може да биде и полошо. Тоа е целиот мовет. Пак е сами го креираме, мислам, сами го креираме светот кој што ние дозволуваме, пак се враќаме, ние дозволуваме да немаме тротоари. Ни тротоари немаме, па ноќен живот ги имаме. Ние немаме празен контейнер. Порано јас растев, знаеш како, јас сум растен на улици на тротоар. Па нема тротоар. Да, нема тротоар. Па нема тротоар. Нема ни улици више, мислам сега, така. Само да кажам, многу е значи ти влагаш од Скопје, не е осветлено. Јас сум урбан лик. Кај е урбаност? Скопје ги зборам оние наводници, приказки што ги имавме. Скопје полни мириси кои што да речеме се далеку ќе почувствуваш липа, па ќе почувствуваш смет, па малку измет и така тоа е спектар од се она кој што... Мислам дека липите се засадени заради изметот, а ја не е важно тоа, или заради сметот. Како да го не бања човек кој што користи дезодоранс. Така некако. Ама ќе ги сечаме и липите брзо, така да не се секирете за дезодоранс. Бетонизација не е фетиш. Да. Филмот само од тебе кога што би сакал ти кога тоа да се случи за да можеме да ги наполниме барем киносалите? Јас секако па не, филмот е готов, се праќа сега, знаеш, тоа е регуларно. Па не, готов, не е тоа проблемот за постпродукција, него знаеш како секој филм, секој македонски, ние се не знаеме точно баш можда сите, и да секој филм прво иде по фестивали, па после оди на домашна премиера. Понекогаш идеш со домашна премиера од фестивала кој има и тоа е приказката. Значи сега треба да го изоди тој пат, од кој ќе го изоди тој пат, ќе го гледаме филмот. Одиш ли по фестивале сега во еден Чернодрински беше вака? Не. Одиш во природа, не сакам да го откорам тој муавет, пошто таа така е многу длабоко. Се е кажано. Па да. Често ја посетуваш се уште природата? Не, за жал. Значи во минатата година се разбавив и сега морам да бидам многу внимателен со тоа колку се замарам, значи не е дека не смеам, него колку и тоа, знаеш, ти додава уште. Да, уште колку треба уште многу математика, значи има пресметано дека имаш 100 мисли повеќе во дента од обичен човек. Јас имам 100 мисли повеќе од било кој друг човек што го нема тоа. И заради тоа морам многу внимателно да, значи, и немам време искрено до толку да качувам планини со точаци. Можам да ги качувам, меѓутоа време. Да, тука е неверојатно изненади, да, јас на пример познавајќи те ни на крај памет не ми било дека ти ќе имаш таква физичка мок и тоа сериозно да го сатиш во тој период да се ставиш еден предизвик кој што навистина е. Види, ја и од дете и сега секогаш сум имал некој убав однос со спорт, значи, знаеш, имам некој сакам. Не знам, имало период кога не сум сакал. Чудни се спортовите, можда што ги бирам, на пример, да возиш како се скейт серф, лонгборд, тоа е исто интересно. Да, али нема, да, за жал малце ми е само ускратена можноста сега до толку да се трошам. Односно морам внимателно тоа да го правам, ама во секој случај се обидувам бар, не знам, да потрошам некој, да истрошам бар 2-3 километра, не знам, да испливаме, не знам, исто ако е можно, шо поише. Тоа е најтешкото ми е со пливањето, тоа највише троши, а највише па сакам да пливам. Пред да ми се случи ова што ми се случи, плива по километар и пол секој втор ден, знаеш, им беше многу убаво, ама сега тоа не смеам да се го дозволам у такви. Ке излезе нешто ново. И многу време ми троши. Тоа е, само проблемот е што се ова, кога би имал време, не би било страшно, меѓутоа ти троши многу време.
А го немам толку времето и така. Да. Срле, многу благодарам што дојде. Јас Беше си задоволство. укажав на тоа дека нема да правиме фактографски интервјуа, па сега да вадиме оваа представа тогаш така. Мислам дека за својата уметност проговори преку перцепцијата. Сепак живееме овде и дали си оптимист еве да завршиме или и ти ќе се спакуваш и ќе се речеш фала, многу пријатно. Не, мислам, не сум човек што сака така да предвидува или да давам лоши совети, мене само ме плаши смерот. Тоа сакам да кажам, мене многу ме плаши смерот. Изгубена е енергијата, колективно зборам, изгубена е желбата, страста, не во однос на уметност, во однос на било што. Знаеш, како, пак ти кажам, ова што кога се запали зеленово светло, не тргна луѓето, на многу точно место не се запали зеленото светло, ама не тргна, а обично свират. На раскрсница пред влада. Запамти го, верувам ќе го запамтиш, така нека ти биде првата сцена од новиот филм Апатија. Многу чудно, знаеш. И тоа ме плаши, знаеш, само тоа. Не ќе да давам прогнози, последен пат кога давав прогноза многу лошо. Која прогноза? Не е важно сега, да не се враќам толку назад. Така да подобро да не ја кажам. Меѓутоа не е ни важно. Важно е да значи од секој нас зависи, пак ќе повторам. Дали ќе имаме тротоар, дали ќе имаме ноќен живот. Дали ќе биде загадено, дали ќе биде чисто, не може еден човек тоа да го реши. Од секој од нас многу малце треба, ама може да го поправи сето тоа. Во оваа конкретна ситуација на таа, како што кажа, апатија, малце сум загрижен и скептичен. Те инфицирали барем? Ја мислам дека не делуваш инфициран до толку, но повеќе не затоа што јас морам, знаеш како, од друга страна, мора да зачуваме менталното здравје. Кога спомна преска психолози, психијатри и така натака во целиот тој контекст, ја стално кажам, режи и психологија, психијатрија се брат и сестра, знаеш, и не се сакаме многу, или не знам, брат и така дали, или конкуренција, исто така. Меѓутоа сум свесен за тоа и знаеш дека мора да шипнеш и да искористиш тоа, да го искористиш како погон за понатака. До кога ќе трае не знаеме, морам да бидам искрен, ама за сега работи. Уметноста е сега колек за менталното здравје и за срекна душа. Да. Така да и за мене како човек што го прави, меѓутоа и за оние што го гледаат, мислам дека е многу важно. Затоа и го правите, вие сте оние кои што го креирате убавото и финото општество. Благодарам многу, Срле. Беше задоволство. И мене ти посакувам на вистина следно седнување да зборуваме за тоа дека имаме тротоар, например, за почеток и да го славиме момент. Да. Тоа е тоа. Фала. Фала ти тебе, па